Почитувани, ви посакувам Божи благослов. Како можеме да имаме подобро и поефективно заедништво со нашиот Бог? Бог не повикува. Зборовите на Господ Исус Христос пред повеќе од 2000 години се овие: Дојдете кај мене сите вие кои се трудите, истообременети, и јас ќе ви дадам одмор. Земете го мојот јарем на себе и научете се од мене, зашто јас сум кроток и понизен по срце, и ќе најдете одмор на своите души, зашто мојот јарем е пријатен и моето бреме е лесно. Тоа е запишено во Матеј 11 глава од 28 до 30 стих. Бог не повикува за нов живот. Тоа е општа покана. Универзална покана. Дојдете. Тоа е Божјата добрина кон своите созданија. Тие не се отфрлени од Негова страна. Уште на самиот почеток, кога Адам и Ева сгрешија, Бог го повика Адам и му рече: Каде си? Овој повик беше со цел да му укаже на Адам дека Адам сгреши и дека ќе ги сноси последиците од тоа. Меѓутоа, овој повик имаше и друго значење, дека Бог нема да го напушти Адам, туку ќе му отвори пат за спасение и негова грижа да не загине вечно. Во Матеј ја гледаме Божјата милост и љубов кон човештвото преку повикот на Исус. Дојдете кај мене. Бог не сака луѓето да бидат изгубени и безнадежни. Надвор од Исус не постои спасение за човечката душа. Без Исус е несреќа, пустош на човечките патишта. Човекот го носи товарот на гревот. Тој е обременет, паднат, истоштен, слаб, немоќен, осуден за пекол. Му треба одмор, мир и спокојство. Тоа му го нуди само Исус. Јас ќе ви дадам одмор, вели тој. Тој одмор што Бог сака да му го даде на секој човек е одморот од гревот. Гревот е огромен товар. Товар на совеста и товар кога ги сносува последиците од гревот. Важно е да се нагласи дека Исус е факторот на вистинскиот одмор, на вистинскиот мир. Тој ги поканува луѓето буквално да ја грабнат и присвојат неговата наука. Научете се од мене. Земете го мојот јарем. Во апокривната книга Мудрост Сирахова, 6 глава, се повикуваат луѓето да дојдат кај мудрецот и да се поучат, земајќи го јаремот на мудроста, за да би можеле да најдат одмор и спокојство. Тоа можело да се стекне со труд и залагање. Но, Исус сигурно ги знаел овие повици во тоа време, но Исус, за разлика од таа книга која што е апокривна, во неговиот повик ни открива поголема власт и авторитет да се дојде лично кај него, зашто тој може да даде живот вечен. Тој ги повикува луѓето да го земат неговиот јарем, кој дава спокојство и мир на душите. Религиозните луѓе во тоа време, наречени фарисеи и книжници, му наметнуваа на народот тешки бремења, неподносливи. За ова Исус ги опоменува во Матеј 23 глава, зашто таму вели вака: Тие зборуваат, а не извршуваат. Туку врзуваат тешки и неподносливи бремења и ги ставаат врз плеќите на луѓето, а самите не сакаат ни со прст да ги помрднат. Религијата на писмото требало да му даде слава на Бог, меѓутоа, наместо слава на Бог, тоа било ужасно оптоварување за обичниот народ. Повикот на Исус не подразбира немање обврски, туку пронаоѓање одмор во неговата личност, без напрегање преку некоја сопствена религија наметната од луѓе. Ако овој одмор што го дава Исус е починка и спокој, тогаш тој за нас е оној шабат, одмор, што е запишен во Евреите 4 глава. Значи, на Божјиот народ му остана починката.
шабатот, имено, кој влегол во неговата починка, во Христовата починка, тој се одморил од своите дела како и Бог од своите. И така, да се погрижиме да влеземе во Христовата почивка. Со прифаќањето на Исус, легализмот, прописите и секаков товар од гревот ќе бидат елиминирани. Како можеме, како повикани од Бог, да имаме добро заедништво со Бог, да имаме вистински одмор? Процесот за блиско заедништво и врска со Бог е цел за сите вистински нановородени христијани кои го имаат Светиот Дух и кои се во Христос и се нови созданија. Таквите копнеат да бидат со Бог ден и ноќе и се слични, како она што е запишено од псалмот Давид во 63-тиот псалм, првиот стих. Таму вели вака: О Боже, Ти си мој Бог, горливо те барам Тебе, мојата душа жедне е по Тебе, моето тело копне е по Тебе, како сува, жедна и безводна земја. Но треба да се има предвид дека ние во овој живот никогаш нема да бидеме совршено блиски со Бог колку што би требало да бидеме, или колку што сакаме да бидеме. Причината за тоа е постојаното присуство на гревот во нашето тело кое го наследивме од Адам. Од Божја страна нема проблем, туку од наша. Гревот секогаш прави бариера во општењето и комуникацијата со Бог. Апостол Павле, за да го добие тоа блиско заедништво со Бог, тој се откаже од многу нешта во сопствениот живот, велејќи: во суштина, јас и сега сметам се за загуба заради преважното познавање на Исус Христос, мојот Господ, заради кого изгубив се и се сметам за отпад или за смет, за да го придобием Христос и да се најдам во Него, немајќи своја правда која доаѓа од законот, туку по правдата која доаѓа преку вера во Христос, правдата од Бог врз основа на верата. Почитувани, има 5 основни клучни работи кои ќе ни помогнат да бидеме во добар сооднос со Бог. Прво, покајничко срце. Прво и основно е да создадеме секојдневна навика, да ги исповедаме или признаваме нашите гревови. Внимавајте, секојдневно. Ако гревот е бариера за нашето прекинување на врската со Бог, тогаш исповедта и признавањето ќе ја елиминира бариерата. Библијата јасно зборува дека секоја исповед на гревот пред Бог е советување дека ќе ни биде простен гревот. Например, во прво Јованово писмо, 1 глава, 9 стих, е дадено решението за овој проблем. Таму вели вака: Ако ги исповедаме своите гревови, тој е верен и праведен да ни ги прости гревовите и да не очисти од секоја неправда. Зборот ако подразбира и можност да не ги исповедаме гревовите, бидејќи ако ти дава алтернатива, ако. Но доколку се одлучиме да ги исповедаме, тогаш читаме дека врз основа на Божјата верност и праведност ќе не бидат простени гревовите, па дури и очистени. Опростениот грев го обновува заедништвото и започнува одењето со Бог. Но, треба да се спомне дека исповедта на гревот не е само обично кажување од типот «О Боже, жалам за својот грев». Исповедта подразбира покаяние од се срце и препознавање дека со гревот му вршам атак на Бог и ја повредувам неговата светост и чест, неговата љубов и него како татко. Што значи, исповедта е длабока свесност дека гревот на оној кој се кае е прикован на крстот преку жртвата на Исус. Тоа длабоко сознание се огледува кај даночникот кој што согледувајќи ја својата длабока грешност се удираше во градите, извикувајќи: Боже, биди милостив кон мене грешникот. Потоа имаме еден друг пример во Стариот Завет со цар Давид. Тој во својата покајничка молитва вели вака:
Понизниот дух е жртва на Бог. Нема да го презреш, Боже, понизното и покајничко срце. Прво и основно е тоа, да се признае гревот, за да се има добро заедништво со Бог. Второ, да го послушаме Бог кога зборува. Да му бидеме послушни, да го слушаме. Ако сакаме заедништвото и нашиот контакт да биде добар со Бог, треба да го слушаме Бог, разбирливо, зарем не? Да го слушаме во се што ни зборува преку Библијата. Тоа сигурно не подразбира надприродно искуство во буквално слушање на гласови и така натаму. Туку, како што вели Петар, и така, имаме посигурен цврст збор, пророчки збор, и добро постапувате кога внимавате на него како на светило, кое свети во темно место, додека не осамне денот и звездата не изгрее во вашите срца. Тоа е запишено во второто писмо од Петар, 1 глава, 19 стих. Зборот што го имаме е Библијата. Само преку Библијата, Светото писмо, го слушаме Бог и Божиот глас. Во никој случај поинаку. Библијата е Богодухо писмо, од Бога вдахновено. Како што вели Павле во Тимотеј, целото писмо е од Бог вдахновено и е корисно или полезно за поука, за изобличување, за поправање и за воспитување во правдата, за да биде Божиот човек совршено подготвен за секое добро дело. Ако сакаме да сме блиски со Бог, неопходно е пророчкиот Божи збор да ни биде при рака. Како што е запишено во Псалм 1, 2 стих. Неговата волја му е во Господовиот закон и за неговиот закон размислува ден и ноќе. А во сето ова дело, Духот, Светиот Дух, ќе ни го толкува писмото и ќе ни го објаснува точно. Како трето, за да имаме добро заедништво со Бог, квалитетно, треба да имаме здрав молитвен дух, разговор со Бог. Молитвата во Библијата е спомната повеќе од 250 пати. За молитвата има напишано многу книги и многу сме слушале и читале за неа. Но молитвата е сепак една тешка задача, кога е во прашање да се има близина со Бог. Ако размислуваме човечки, успехот на Исус во неговата мисиска дејност беше токму во осамувањето со неговиот татко, кога одеше во планината и на било кое место да се моли на неговиот татко. На повеќе места ќе прочитаме: и штом Исус го распушти народот, се искачи на гората за да се моли насамо. А кога се свечери беше сам таму. Оваа пракса се повторуваше неброено. Молитвата бара посветено време и навика. Не можеш на некој да му велиш моли се, ако нема внатрешна желба и копнеш за средба со Бог преку молитва, преку разговор. Молитвата има своја суштина. Според едно истражување на еден социолог од Универзитетот во Висконсин, 75% од оние кои се молат во недела го прават тоа за да се справат со негативните состојби и емоции. Болест, тага, траума, депресија и лутина. Тие што имале лутина, изјавиле дека молитвата им помагала за да ја контролираат емоционалната болка, а некои други доаѓале на молитва од разни причини и биле убедени дека Бог ја видел нивната состојба и тоа им го подигнувало чувството на самопочит, за да се смират и да не изговараат непромислени зборови во лутина. Ако гледаме на ваков начин на молитвата, тогаш таа е како некоја терапија за душевните болки на луѓето, како што го има тоа во другите религии. Тоа се човечки методи, кои наизглед е поврзување со Бог, а всушност е залажување. Човекот треба да доживее промена, наново раѓање преку Светиот Дух, за да има траен ефект и резултати на вистинско заедништво преку Светиот Дух, а не преку некој човечки метод и терапија. Како прво,
Молитвата треба да биде пред се да му се даде слава на Бог со тоа што ќе го светиме Неговото име и Неговата светост ќе се рефлектира во нашиот живот, како потврда дека му припаѓаме на Бог. Второ, ќе го повикуваме да дојде Неговото царство, бидејќи тоа е наменето за нас. И трето, во молитвата се учиме да бидеме поефикасни во спроведување на Божјата волја. Кога тоа ќе го сватиме, тогаш нашиот пристап е исправен. Молитвата треба да ја сватиме како дар и можност да му дадеме слава на Бог и преку неа да ги побараме оние нешта што се во согласност со Неговата волја, кои се за наше добро. Со таков еден пристап и став, ние сме преклучени или одиме со Бог рамо до рамо и имаме добро заедништво со Него. Со молитвата нам ни се дава можност да го делиме нашиот живот со Бог. Со молитвата ни се дава шанса да ја изразиме нашата благодарност со она што го примаме од Бог. Молитвата ни дава можност да го признаеме нашиот грев или гревови за простување. Со молитвата секојдневно го славиме и го обожуваме Бог. Со молитвата нашиот живот е под контрола на Бог, не излегува надвор од Неговата контрола. Да, молитвата е многу важна за да имаме заедништво со Бог. Повикани сме да имаме близина со Бог и ќе го најдат тоа во Христовото тело, односно тие што се повикани за да имаат близина со Бог ќе го најдат во Христовото тело, црквата, за да имаат редовно поклонување и обожување на Бог. Тоа е од витално значење поради духовниот раст. Во Псалм 95 народот се повикува да дојде и да му се поклони на Бог, велејќи: дојдете, да му запееме на Господ, да му воскликнуваме на тврдината на својот Спасител. Да застанеме пред Неговото лице со благодарности, да му воскликнуваме со песни, зашто величествен е Господ нашиот Бог, голем цар над сите богови. Бог сака да бидеме во Негово присуство заедно со црквата. Не би требало и погрешно е да се зазема став дека на Бог можеме да му служиме и без заедничко собирање со црквата. Бог преку други верници ќе не овозможи да ги примаме Неговите благослови. Црквата е Негов откуп. Откупот е платен со Неговата крв. Лоша варијанта е да почнеш да мислиш дека имаш дома Библија, на интернет имаш се, и од дома ќе ја постигнеш духовноста. И тоа е добро, но средбата со браќата и сестрите е Божја волја и општ благослов со искажување љубов, почит едни со други. И петто, блискиот сооднос со Бог зависи од послушноста и покорноста на Бог. Да одиш со Бог не можеш без послушност. Исус им рече на своите ученици: ако некој ме љуби, ќе го чува моето учење, ќе го пази моето учење. Доказ дека вистински сакаш да си со Бог е чување и пазење Неговото учење. Тој во Матеја 11 глава вели дека Неговото учење е лесно и не обременува. Апостол Јаков вели дека со послушност кон Бог ѓаволот ќе бега, бидејќи кога му се покоруваме на Бог, тоа е противење на ѓаволот. Во Римјаните 12 глава, првиот стих, се нагласува важноста да се биде жива жртва. Затоа Павле вели: затоа ве молам, браќа, заради Божјата милост, да ги принесете вашите тела во жива, света и угодна жртва на Бог, тоа да биде вашата разумна служба. И немојте да се прилагодувате со овој свет. А во Псалм 119 постојано ги среќаваме зборовите: ќе го пазам Твојот закон, уживам во Твоите наредби, уживам во Твоите повелби, ќе ги пазам Твоите заповеди, ќе ги пазам и Твоите повелби. Има еден многу убав стих во 1 Самуилова книга, 15 глава, 22 или и 23 стих, каде што Самуил одговори и рече:
Дали му се на Господ помили палениците и приносите од послушноста кон неговиот глас? Знај, послушноста е поскапоцена од најдобрата жртва. Покорноста е подобра од овни, непокорноста е како гревот на вражањето, самоволието е како злостор со идолите. Да, Исус не откупи од гревот, за да бидеме слободни, да живееме во заедништво со Него, да бидеме секојдневно со Него преку Духот и да ги уживаме плодовите од Неговиот откуп. А како краен резултат на откупот, да имаме вечен живот по смртта. Бог те повикува сега. Дојди. Подобри го заедништвото со Бог. Божи благослов, почитувани. Амин.